Екипо, епизода 9, учиме каде сме во тренд, дали сме на почетокот, дали сме во средината или на крајот, можни реакции од зоната на интерес, индикатори што ни требаат за да ја комплетираме нашата стратегија. Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. Значи, во денешниот час ќе патиме уште некој детал што ни треба за зоната на интерес. И еден детал што е уште побитен, спомнавме тренд, но треба да одредиме каде сме во трендот. Она што сакам да кажам за зоната на интерес, значи рековме, ако има брейк на зоната на интерес, има непочитување, ако имаме реакција, односно валидна и невалидна. Сега во некои ситуации кога ова сакам да обрнеме внимание. Значи, ако сме во тренд, ако имаме протренд, значи се ќе зависи од price action. Што значи тоа? Во ситуацијава сваќава се затвора над зонава на интерес. Гледаш? Ние што рековме минатиот пат, ако се затвори над зонава на интерес, а чекаме ние за сел да бришиме зоната на интерес. Да, тоа е точно, но сега влегуваме малце подлабоко, тоа беше за чисто да извежбате, а сега влегуваме на малце теоретски да се свати што е суштинава. Не до детал 100% алгоритмот ќе почитува зона, односно овде 100% испочитувано. Овде што се случило? Се затворила горе, ние ако избришиме вака зона на интерес и толку, значи фактички ние немаме зона на интерес, уствари мислиме дека нема да биде испочитувана и се случува следно. Бум, имаме реакција за сел. Сега кој е моментот овде? Ако имаме, да речем A плюс трейд, или ако имаш силен price action и силна причина за сел, значи ако свеќа се затвори над зонава на интерес, а ти си сел на daily права мувет, чекаш следниот ден да се затвори под зоната на интерес. Зошто? Нели рековме, кога ќе бараме зона на интерес, значи е супорт и резистенс има. Ако е ценава горе, ќе бара супорт за да продолжи. Ако е ценава долу, ќе бара резистенс за да продолжи. Се ние во ситуацијава очекуваме да бара резистенс, да има реакција. Ама се случува ова. Ценава дошла, ја пробушила зонава на интерес и се затворила над зонава на интерес. И ние силно веруваме, односно имаме силна причина дека цената сака да слегува надолу. Тоа што чекаме следниот ден да се затвори под зоната на интерес и да имаме тек следниот ден ретест. Дали се разбирам? Значи не по секоја цена ако се затвори одма готово бришиме. Сега, ако се затвори, например, гледајте ова свеќе, ако се затвори ова свеќе, овде зонава, окей, овде веќе избегала премногу во зонава на интерес. Ако е во оваа ситуација вака, значи, ако имате пак ќе повторам, силна причина дека цената би продолжила сел, чекајте другиот ден да видите што ќе се случи. Значи, може две опции да се случат. Значи, се затворила овде, прави ретест на зонава, продолжува нагоре. Или, контрато, она што очекувам во ситуација бараме сел, се затвора, чекаме ретест, продолжува сел. Гледаш, значи, во оваа ситуација не е испочитувана, но онма контра се затвора под зонава на интерес, се враќа ретест во зонава на интерес и имаме сел реакција. Исто и овде. Значи, овде се затвора под зонава на интерес, а ние чекаме реакција. Гледаш, овде не е испочитувана, ама ние силно веруваме, но односно имаме силна причина дека ценава ќе оди нагоре. Што се случува другата ден? Се затвора кендл, се затвора свеќе над зонава на интерес, другиот ден имаме ретест и продолжува горе. Значи, овие работи не може механички да се гледаат и да се објаснуваат. Овие работи се учат со тек, со вежбање, со тек на времето кога ќе очите ви се фокусираат на price action-ов и кога ќе читате, значи, премногу ситуации. Значи, ова не се доловува едноставно механички, туку мора ситуации на маркетот. Затоа зониве на интерес имавме, нели, 2 на daily, 2 на weekly и така натаму. Реакцијата, ако daily 1 ни е пробијана, а ние силно веруваме дека
од тука, односно имаме силна причина дека од тука би требало да реагира. Не ја бришете по секоја цена да или еден. Почекајте кој што го дадов примерот. Зошто? Има причина. Значи, дајте му втора шанса, односно дајте втора шанса на зоната ако и верувате. Ако не, чакате погорна зона. Тоа што сакав да кажам за break retest, има и ситуации, значи има и ситуации кај што сме гледале ние buy, односно сме гледале реакција за sell. И сега во ситуација овде гледај што се случува, овде имаме break. Се ако видиме лево дека се затворила над структура, ако најдеме лево причина, може истата зона што сме ја чекале за сел да искористиме за бај. Ако најдеме добра причина лево. Мада ова не го препорачувам, пошто ние овде ќе се фокусираме на тие A+ трейдови, односно A+ можности што не ги дава маркетот и ќе држиме фокусо стрикно на ова. Зато бидете внимателни со затварањето на телата на свеќите и читајте ја цената, сега уште ви е рано, мислам, со тек на време како што ќе вежбате, како што ќе поминува времето, ќе ја читате полесно цената. Она што сакам да го напоменам, спомнахме дека ние weekly, daily и на 4 сати бараме тренд. Е сега. Главен фактор за трендот е да прашаме каде сме, мислам да видиме каде сме во трендот. Значи рековме, во ситуацијава имаме bearish тренд. Каде сме ние во трендот? Зошто е битно? Значи битно е price action да го запазиме трендот. Зошто? Оти ако сме bearish, нели рековме, овде ни е заштитата, овде ни е потенцијалниот таргет. Значи овде ни е потенцијалниот таргет, така? Ако сме ние овде, од овде не можеме, значи ова е крајот на трендот. Значи да напоменам, ова е крај на трендот. Имаме значи крај на тренд, односно најниско ниво на тренд. Имаме почеток на тренд. Имаме средина на тренд. Значи наш фокус ќе биде да влегуваме или на почетокот на трендот, по ситуацијава на овој lower high, или на средината на трендот. Не влегуваме овде. Зошто? Ти овде веќе ценава избегала. Дали се разбираш? Дали се разбирам? Значи, или влегуваме на средина на трендот, или влегуваме на почеток. Истото и за бај. Значи, или влегуваме на почетоков, на lower high, значи ние секогаш, ако гледаме бај, влегуваме entry, правиме на lower high. Ако влегуваме за бај, зошто ти lower high ни е заштитен low и таргетираме нов higher high. Она што правевме, значи се сеќаваш кај што пласиравме entry, stop loss и target profit. Значи влезот да не биде секогаш, ако сме за бај, на lower high или на тој почеток на трендот. Има ситуации кај што ценава одреагирала преимпулсивно и ни дала можност да влеземе на почетокот на трендот. Се дури сме до средината на трендот, имаме шанси да влеземе. Значи имаме шанси да влеземе. Ама ако сме овде немаме шанси. Зошто? Едноставно немаме добар плейсмент на позиција и фактички таргетот што сме го таргетирале е завршен. Одавде може ценава комотно се и се што да прави. Зато, ако најдеме добра причина за нов lower high и нов higher high, поточно овде higher low и нов higher high, тогаш да. Ако немаме овде причина, ако сме на крај на трендот, не влегуваме. Значи овде higher low кога сме за buy, higher low кога сме за sell, lower high. Значи то фактички иди почетокот за трендот. Толку. Сега во оваа ситуација кај сме? Што мислиш според тебе? Овде на пример имаме зона на интерес. И уследиме трендот. Одавде ако сме били uptrend, овде сме downtrend,
Downtrend, овде кај сме? Не, кај сме овде сме downtrend. Под зона на интерес и сме на потенцијален почеток. Значи овде сме на lower high за да имаме следен lower low. Ева тоа што кажувам. Значи ако бевме овде нема што да бараме. Зошто? Ти овде веќе се таргетирало лево и завршил трендот. Овде веќе ме друга приказна, односно друг price action, и што би направиле овде? Чакаме екстра други конфирмации кај што би се пласирале на lower high и би таргетирале lower low. Ево е одличен пример како треба да изгледа еден трейд. Значи секојаш да сме во почетокот на трендот или во средината. Не на крајот на завршетокот на трендот. Сега, да повториме од минатите часови, односно да забележиме. Тренд бараме на weekly, daily, 4 сати. Зона на интерес бараме на weekly, на daily. Овде ни останува уште entry сигналот што ќе го проучуваме во следните часови. Значи тренд бараме на weekly, на daily, на 4 сати, а зона на интерес бараме на weekly и на daily. Значи мало повторување. Ако имаме можност даваме две опции на daily зона на интерес и две опции на weekly. Трендот значи се следи сегде исто. И сегде треба потенцијално да гледаме. Да сме на почетокот на трендот или на средината за да го истуркаме тој импулс што го зборуваме. Сега. Ова линија се вика EMA и е индикатор. Значи индикатори имате овде. EMA барате moving average exponential. Значи што значи тоа? Тоа значи дека ова линија или EMA, ова линија мери 50 пипкање уназад на цената. Што значи тоа? Значи овие кенделиве што пипнале 50 свејки уназад. Во минатото кај се движела ценава? Овде е на базирани 50 свејки. Значи затоа е EMA 50. Овде имате inputs да видите, значи 50, close 0, се што е како што е кај мене, така ќе го наместите и вие. Стайл кај мене EMA плава линија и ова линија ќе ја користиме како дополнително олеснување или дополнителна причина за влез во позиција, односно за можна реакција. Дали гледаш ценава кој ќе е нанезе, какви реакции има? Значи има реакции за бај. Значи ја смета исто како супорт. Кој ќе сме понезе, значи овде сме цело време нанезе, кој ќе сме под таа линија, што прави? Оди надолу, значи пара резистенс. Значи ова ни е супорт резистенс во наводници како дополнителна информација за влез во позиција. Значи ќе ја користите чисто како окей, имаме реакција од зона на интерес, имаме реакција од EMA, толку. Не се венчајте за незе, не по секоја цена треба само во незе фокусо и ништо друго да не гледаме, туку имајте го како додатен екстра индикатор. Овде има еден no gaps candles. Значи на почеток овде не спомнав дека имаме можност line, имаме можност candles и така натаму. Значи candles, ние користиме candles. Сега јас искрено gaps не сакам да користам, мислам не сакам да имам gaps. Gaps е иначе дупки да ги речам во маркетов, кај што маркетов има преголем импулс и фактички немаме нормално движење на цената, доку имаме гап оставено. Јас за да не ги гледам тие гапови имам наместено no gaps candles. Значи тоа е исто индикаторе.
го пуштате no gaps candles и што се случува? Значи овде од candles горе јас ги тргам во lines. Значи ги тргам кенделиви и ги местам во lines. И се settings на lines ми е, значи ако тргнам lines не гледам ништо. Settings на lines ми е овој. Значи истиве бои што ги имав, само го додавате индикаторов no gaps candles 6. Значи no gaps candles, значи да немаме гапови. Од candles одите на line. Ако ќе поидите на line, значи одите settings, правите input и тоа е тоа. И она што е битно, значи одите во settings, символ и секогаш бојава треба да ви биде 0, за да не ви се познава линијава што ви е. Фактички вака би изгледало кога би наместиле lines. Значи line-ов е вака прикажан на маркетов. За да го немате, одите во символ и бојава ја тргате скроз да ја нема. Тогаш го активирате индикаторот и добивате ваков чарт, значи без гапови, без дупки. И имаше што едно што го спомнав, fair value gap. Значи ќе го напоменем дока што сме сега го опфатив gap, имаме fair value gap. Ова ќе ни биде плюс уште една причина кај што ќе гледаме можна реакција. Каква можна реакција? Ви прикажам сега. Прво да започнеме со тоа што е fair value gap. Значи fair value gap се формира со 3 свејки. Значи, кажавме како се отварат, како се затворат свејките овде, моментов не интересира ништо освен ова празна линија овде. Што значи ова? Овде имаме место празно каде што нема дојдено цената. Да ретеста, односно да направи фер трансакција. Значи, ценава треба да се движи, односно да има потполнето секоја дупка, да речеме. Сега, кога има преголем волумен, значи кога има преголем волумен, ценава не ги почитува тие правила и остава принтови што се наречени fair value gap. Тој fair value gap ние го користиме за можна реакција. Овде, дали гледате дека од овој вик, значи фактички вака да направиме. Не гледаме ова десно што се случува. Дали гледате дека овде има од овој вик до овој има еден fair value gap, од овој вик до овој има друг fair value gap. Значи овде има празно место. Сега што е поентата? Поентата на алгоритмот е да дојди да го ретеста тоа празно место и да најди потенцијална причина, односно ова треба да се случува, да се поклопува во зона на интерес, да се поклопува со тренд, да се поклопува со многу работи, затоа викам да најда екстра причина, за да најда како можност, односно потенцијал за реакција за да продолжи трендот. Како што имавме премиум и дискаунт, имаме и fair value gap bearish и fair value gap bullish. Во ситуација е bearish зашто одиме надолу. И сега што се случува? Значи, бараме потенцијален fair value gap да има реакција. Еве првата реакција, или гледаш, значи има можност да го реагира и првиот fair value gap, има можност да го реагира од вториот fair value gap. Ние fair value gap го користиме само како екстра конфирмација, кој што кажав, имаме индикатор, користиме екстра конфирмација, fair value gap користиме екстра конфирмација и премиум и дискаунт. Значи не по секоја цена ние да се фокусираме на тој fair value gap и по секоја цена да бараме
причина за да одреагира. Туку што правиме? Го бараме трендот, ја бараме зоната на интерес и во таа зона на интерес, ако имаме fair value gap, ни е екстра конфирмација. Значи, сакам да ви дам до знаење дека не треба механички и само причини да барате. Туку најдете зоната, најдете го трендот, кога чекаме потенцијална реакција од зоната, тогаш додаваме. Гледаме кај движи EMA, значи EMA исто ја користиме, нели рековме, за супорт или за резистенс, односно за потенцијална реакција. И како додатно на EMA додаваме и fair value gap. Ако го имаме во зоната на интерес, ако го немаме, никому ништо. Сега зошто е добар и видлив fair value gap-от? Нели на почеток рековме дека имаме импулс и корекција. Дали гледаш ова корекција колку е по-спора од овој импулс? Значи ова ни докажува само дека bearish селерите доминираат. Значи овде тие што продават доминираат. Како доминираат? Со знак на тоа дека и ценава не ги почитува правилава и остава големи дупки и турка надолу многу побрзо. Дали ме разбереш? Значи ова е како екстра конфирмација. Толку. Еве ви пример за fair value gap за bullish. Дали гледаш како точно реагира тој fair value gap? И овде има причина, ако го затвори тој, ако се затвори по него, значи окей, од оваа зона ние не гледаме потенцијален бај. Значи пак ќе напоменам, fair value gap мора да ни е внатре во зоната и мора да ни е внатре во price action кај што гледаме ние потенцијален sell или buy. Добро е да се знае како екстра конфирмација и добро е да се знае дека fair value gap треба да биде фер распоредени трансакции. Ако имаме не фер распоредени, чекаме да се ретеста и да биде фер распоредени. Тоа е во позадина. Толку треба да знаете за fair value gap. Во ситуацијава ние бараме тренд. Овде сме uptrend. Зошто сме uptrend? Оти овој ни е последен high, овој ни е последен low. Значи овде не се затворила свеќа, така да сакам да најдеме некој протренд. Пар што би бил за пример. Она што сакам да додадам екстра. Овде има пишано можност за сел. Викли сме bearish. Зошто сме bearish? Почнувајќи од овој low овде, имаме внатрешна структура, имаме главна структура. Овде добиваме break под овој low. И имаме и ретест во зона на интерес. Дали сме на потенцијален lower high за сел? Да, значи ние сме на потенцијален на weekly time frame за сел. Она што ви кажувам, кога барате тренд, кога барате зона на интерес, барајте и потенцијален lower high и на weekly на daily. Некош нема да се случи толку перфектно, но го земаме за пример. Сега, во зона на интерес се збарам натре екстра конфирмација. Како изгледа тоа? EMA во ситуација ми е под трендот, односно под моменталната цена. И овде е под моменталната цена. Океј, не се фокусирам на EMA. Овде гледам дека има fair value gap. Екстра, имам fair value gap во зоната на интерес. И ценава ми одреагирала точно. Друго, што треба да знаеме за во зона на интерес, овде имам грешка направено, е психолошки левел. Што значи психолошки левел? Тоа значи дека алгоритмот има големи шанси да одреагира на секој следни 500 пипс или точки. Што значи тоа? 2000, 2500, 3000, 3500. Значи ние овде бараме исто екстра конфирмација со ова информација. Ништо друго. Значи не се базираме на незе, не се фокусираме овде во ситуација. Јас немам во зона на интерес. Значи психолошки левел, да видам дали имам друг пример. Психолошки левел ми е додаден како екстра конфирмација дека тука има психолошки левел натре во зоната на интерес. И што очекувам од тука? Очекувам дека би одреагирала и би продолжила сел. Еве што еден пример. Овде уствари кантар тренда, но сакам да видите како реагира од психолошки левел. Или гледаш дека не се затвора на него, туку има вик реакција и продолжува за сел. Толку е психолошки левел. Значи, во зоната на интерес, освен трендот, да повториме, во EOI, значи ќе викаме EOI од сега, да не се буниме. Како додатни конфирмации имаме fair value gap, фер распоредени трансакции
Значи, што еднаш илустраторски изгледа, кај што нема пипнато цена. Значи, во овој момент, од ова вик до овој вик, значи секош викоите ги земаме за fair value gap. Овде во ситуација вака да ја гледаме цената, значи дека нема цена. И што направила ценава? Дошла и точно одреагирала тој fair value gap. Fair value gap, значи земаме 3 свејки. Што е нешто напоменам. Значи во игра се 3 свејки. Ако имаме гап помеѓу првата свејка и третата, тогаш имаме fair value gap. Значи, овде ако имаме празно место, ние чекаме да се потполни да има потенцијална реакција. Истото и за сел. Значи, овде немаме ретест. Еве го овде. Од овој момент, не знам дали се гледа, од овој вик до овој вик имаме место каде што нема реакција од цена. Што направила цената? Дошла и реагирала. Значи прва свејка и трета. Празното место помеѓу прва и трета свејка е fair value gap. Ние fair value gap-от, значи го имаме, односно го бараме во зоната на интерес. Значи прво бараме зона на интерес, прво бараме тренд, зона на интерес и после како додатни информации, односно конфирмации имаме fair value gap, имаме психолошки левел на секој 500 од цената. Значи овде десно ќе гледате цената, дали била 1.3000, 1.3500, 1.4000. Си додавате ако имате во зоната на интерес, ако немате, никому ништо. И додатниот индикатор EMA, последни 50 свејки од минатото, кај што движела цената. Што значи тоа? Значи дека овде била булиш ценава. Во ситуација овде била булиш и навистина цена води булиш. Овде била во консолидација, овде била бериш во минато и навистина оди бериш. Се ние во EMA бараме потенцијален ретест на EMA, односно или супорт или резистенс во склад со зоната на интерес. Значи не ја заборавајте зоната на интерес, овие работи мора да ги имате внатре. Мислам дека фативме се за ова епизода. Вежбајте, значи тренд, weekly, daily, 4 сати. Зона на интерес, weekly, daily, EMA на weekly, daily, тестирате ако има, fair value gap на daily, weekly, психолошки левел на секој 500. Во некој ситуации барајте и fair value gap на 4 сати. Кога одиме сел, секогаш влегуваме на потенцијален lower high, значи на почетокот на трендов, lower high, за да направи нов lower low. Значи ние сме на почетоков на трендов или на средината. Ова е кога сме за сел. Кога одиме buy, секогаш влегуваме на потенцијален lower high. Higher low, се извинувам. Значи, што значи то? Импулс, корекција, ние на корекцијата треба да сме влезени на потенцијалниот lower high за да направиме нов импулс. Ако немаме можност тука, да гледаме да сме во средината. Значи, или на почетокот на трендот или на средина на трендот. Значи мора овие работи да ги запамтите. И секогаш најбитно нешто, кога бараме тренд, обележуваме кај сме во трендот. Значи не само да најдиме тренд. Ако е трендот завршен, односно е на најдолна точка, ние бараме сел или е на најгорна точка, ние бараме buy. Тогаш отпаѓа ги одигра таа функција. Мислам тој пар за трейдење. Затоа е битно, кога бараме тренд, обележуваме кај сме во трендот. Потоа обележуваме зона на интерес и потоа бараме плюс екстра конфирмации, екстра додатоци што ни го клопува целиот трейдинг план, за да имаме ние визија кај целиме. Вежбајте, значи не заоставајте, мора да се вежба овие работи, пошто ако ги заоставате, ви заоставате премногу информации и едноставно се губите во приказната. Значи се со ред вежбајте, барајте на чартов, се што зборувам проверувајте, значи
Не мора да верувате 100%, појдете на Маркетов и проверете дали ова што го кажувам навистина функционира. Тоа ќе го имате најдобриот одговор дали функционира или не функционира. Чартот ви е слободен, можете да враќате уназад и да проверувате се ова што ви кажувам и ве замалувам да проверите, ако нешто не работи, слободно во коментар, бате ова што кажа не работи.